Господине Трипуновски, како се снаоѓаат земјоделците за време на пандемијава и полицискиот час? Се одвива ли нормално производството? Со оние информации со кои што располагам од моите секојдневни комуникации со земјоделците широм Република Македонија, производството се одвива на терен, на поле, меѓутоа има одреден застој во делот на ограничувањето на движење на земјоделците со оглед на секојдневната промена на начинот на издавање на тие дозволи кои што им се потребни за издвојување, односно изработување на секојдневните земјоделски активности кои што ги имаат земјоделците широм Република Македонија. Јас неколку пати тука алармирав да бидат подобро информирани земјоделците во начинот на издавање на дозволата, кој може, кој не може, во кој временски период и така натака, меѓутоа за жал не најдов на разбирање кај актуелниот министер. Едноставно тие политики кои што се ги носат и тие постапи кои што ги утврдуваат ги носат во еден затворен круг без јас да учествувам во носење на истите. Поголем дел од земјоделците се пожалија и уште се жалат дека не можат слободно да се движат затоа што имаат проблеми со вадењето на дозволите. До каде се овие процедури? Да, како што кажав, значи има одредени потешкоти затоа што првично земјоделците се обраќаат до подрачните единици. Она што јас го имам како информација дека наоѓаат на бариера во подрачните единици, едноставно вработените внатре, односно раководителите на подрачните единици ги препраќаат до останатите институции. Тука исто така сметам дека треба, уште еднаш кога ќе повторам, треба многу потемелно да им се објасни на земјоделците како и на кој начин ќе можат да вадат дозволи, затоа што она што го носи владата како предлог мерки за издавање на тие дневни дозволи кои што им се потребни на земјоделците, сметам дека се премногу бирократски, затоа што земјоделскиот процес е процес кој што треба да се обавува секојдневно. Значи практично е невозможно некој земјоделец да предвиди какви ќе бидат временските услови, да речеме во овој продолжен викенд кој што е пред нас. Така да сметам дека треба навистина да се малце повеќе олабават овие ситуации, овие процедури кои што се на терет на земјоделците, да може да бидат порастретени да произведуваат храна. Последно е она што оние земјоделци кои што не се во регистарот како регистрирани земјоделци, кои што треба да вадат, односно да го најават своето движење во локалните кризни штабови, секојдневно добивам поплаки дека и тука има одреден застој, едноставно не се одвива таа динамика која што треба да биде, да речеме, една форма која што ќе го олесни нивното вадење, таа дозволност, да го продлабочи нивното движење низ територијата кај што произведуваат. Јас, како што кажав, постојано се обидувам да дадам свој допринос во цела оваа работа, да дадам свој инпут во носењето на овие мерки, да дадам свои предлози, меѓутоа како што кажав, на жалост не допира ниту до министерот, ниту до владата. Така да едноставно сите овие работи кои се случуваат се препишуваат како одговорност на актуелниот министер Димковски. Ке побарате ли некаква одговорност за овој игнорантски однос од министерот, затоа што со земјоделство во држава екзистенција вадат десетици илјади, ако не и стотици илјади жители, што нив сега им е сезоната. И они сега, ако не можат да излезат, се доведува во прашање нивната екзистенција за цела наредна година. Видете, ние сега во моментов се наоѓаме во една специфична ситуација која што го зафати, речиси, целиот свет, меѓутоа неминовна е оценката дека владата на предводена од Зоран Заев и СДСМ во изминатите 3 години кои што практично е на власт во Република Македонија е оценета со недоволен еден. Тоа значи дека она што беше неспособност во минатото се преточува и во овој момент во оваа ситуација во која што се наоѓаме. Одговорност секако дека ќе има, меѓутоа таа одговорност ќе кажат земјоделците на денот на избори кои што во наредниот период кој ќе заврши оваа ситуација ќе се одржат тие избори во Република Македонија, тогаш таа незадоволност е, односно таа оценка ќе дадат земјоделците кон актуелнава структура која што го води министерството. Господине Трипуновски, што е проблемот со откупот на земјоделските производи? Гледаме дека светски тренд е храната да у некои држави поевтинува, некаде поскапува. Кај нас гледаме по маркетите дека храната поскапува, а
откупните цени се пониски и пониски. Каде е проблемот, кај трговците или во владата? Во оваа ситуација во која што се наоѓа светот, гледаме дека на полиците во маркетите секој ден се бара производ плюс земјоделски производ. Она што во моментов се случува во Република Македонија е навистина жалосно и е уште еден доказ дека политиките кои што се водат во моментот и оние кои што се водели изминативе 3 години не резултираат со плод. Само за потсетување, пред неколку дена практично заврши, односно минатата недела заврши извозот на јагнешкото месо надвор од Република Македонија по повод католичкиот Великден и тука имаше една сериозна ситуација во делот на пласманот и цената која што се успеа. Во моментов имаме градинарски производи кои што се произведуваат поточно пролетната зелка во Струмичкиот регион. Гледам од интернет порталите дека веќе земјоделците почнуваат и да ја уништуваат зелката, бидејќи по таа цена која што сега се откупува е нерентабилна и е под секоја разумна економска исплатливост за да се произведе, односно да се пласира на пазарот. Јас ова го лацирам и како што имам кажано во минатото и сега дека не се работи долгорочно на позитивни мерки, односно на стратегии, односно се остава ситуацијата во моментот да се изнаѓа некое импровизирано решение. Во земјоделскиот сектор морате постојано да работите да превенирате одредени ситуации. Само да ви посочам еден пример. Денеска, сега треба министерството, треба министерот да разговара со винарските визби за откупот и пласманот на винското грозје. Значи неколку месеци однапред. Ние не можеме во делот кога ќе создаде градинарските производи, кој ќе настане вишок на производство, ние тогаш да разговараме за одредени ситуации. Затоа не се случуваат вакви ситуации да имаме пат на цената. Јас ниту ги оправдувам, ниту ги обвинувам трговците. Јас повеќе вината ја наоѓам во министерството и во менеджирањето на процесите, затоа што министерството е медијатор помеѓу трговците и производителите, односно земјоделците. Ако министерството од една страна им помогне на трговците, од друга страна ги насочи земјоделците што да произведат, сигурно нема да се случуваат вакви несакани ситуации. Замислете во ситуација кога светот бара производ плюс по маркетите широм светот, каде што цените се неколкократно зголемени заради поборувачката која што е зголемена, ние во Македонија имаме намалување на производството, односно на цената која што е откупната цена, а и тоа што се произведе и по таа страна не успева да се пласира. Тука одговорноста ја лоцирам директно во владата и во министерството. Јас неколку пати предлагав и мерки за да се надмине ова, предлагав и одредени ситуации, меѓутоа пак ќе повторам, владата се прави глува на моите повици, на моето ставање на располагање да заеднички носиме мерки и ситуации кои што ќе значат рентабилно земјоделско производство. Ово што се случува е навистина жалосно во Република Македонија. Наместо владата да ги искористи сите меѓународни контакти преку амбасади и останати дипломатски представништва, да се обезбеди пазар на земјоделските производи во моментов кој што се произведуваат, мислам дека освен гола политика и популизам кој што го води актуелната влада, реално ништо не се случува на терен. Оставно земјоделците пак и во оваа тешка ситуација остануваат да се снаоѓаат сами како што умеат и знаат. Споменавте земјоделските производи, но што е со јагнешкото? Ќе го имали на македонскиот пазар и како помина извозот во традиционалните држави каде што извезуваме? Оваа година можам да кажам дека е една од најлошите години во делот на извезот на јагнешкото месо. На почетокот, знаете, наши традиционални пазари се Грција, Италија, Хрватска, Словенија и така натака. Меѓутоа, на почетокот со ограничувањата на движењето на транспортните работници доведе да се отежни тој процес на транспорт. Меѓутоа и во таква една ситуација каде што ние пласираме квалитетно македонско јагне, имаме денеска ситуација да откупот практично се реализира едва и 30%, односно некои 60 до 70.000 јагниња се успеа да се извезат, меѓутоа ни тоа не е успех, бидејќи цената по која што се откупија тие јагниња беше многу ниска. Од 100 до максимално 120 денари, иако знаеме дека производна цена е негде околу 175 до 180 денари по килограм. Така да најголем дел од јагнињето стана во Република Македонија и владата донесе една мерка дека за секој оставено женско јагне ќе се
исплаќат дополнително субвенција од 1500 денари. Меѓутоа јас и на таа мерка реагирав затоа што тоа нема да го реши проблемот на сточарите во Република Македонија, бидејќи тие пари најверојатно ќе успеат да ги земат дури идната 2021 година, и затоа повикав сите заостанати субвенции кои што ги имаат сточарите од минатата 2019 година да веднаш и сега им бидат исплатени за да можат да компензираат одредена загуба. Така да на македонскиот пазар ќе има доволно јагнешко месо, меѓутоа ние не можеме да потрошиме целата количина која што ја произведуваме. Нажалост, најголем дел од јагнето ќе остане во матичните стади и ќе остане непродадено, а тоа ќе значи директна загуба на самите сточари во овој момент. Тоа, нажалост, е таа ситуација во која што се наоѓаме. Што може да очекуваат граѓаните ако продолжи кризата? Дали Македонија ќе произведе доволно и дали ќе јадеме поскапа или поевтина храна? Дали ќе влијае и новите акцизи кои што се најавени од Министерството за финансии од владата на горивата, дали ќе влијае директно тоа? Колку ќе влијае директно тоа на цената на... Видете, ние произведуваме доволно земјоделски производи кои што би ги задоволиле основните потреби за домашното производство и потрошувачка, и нормално ќе имаме одредена количина која што ќе можеме да пласираме. Во ситуација кога имаме несериозен однос на владата кон земјоделецот, можеме да се соочиме со следново: да земјоделците во ваква ситуација каде што нема реална грижа на нивното производство, да престанат да инвестираат во производство на храна. Затоа што секој земјоделец, еве, како што ги спомнав градинарите, кои што сега на истите површини треба да произведат пиперка, еварка, куртова капија, која што ќе стигне негде на есен во тековна 2020 година. Ако они немаат исплатливост на првата култура, со кои средства ќе инвестираат во наредната втора култура? Тоа значи дека многу од земјоделците ќе ги десеткуваат своите површини, едноставно ќе имаме помала понудувачка на пазарот со одреден земјоделски производ. Помалата понудувачка ќе значи повисока цена. Ова што го спомнавте со воведување дополнителна акциза, односно новите поскапување на нафтените деривати кои што сака да го направи владата, секако дека ќе се одрази на земјоделското производство, и она што они во моментов сака да го направат една лицемерна политика. Секаде кажуваат дека земјоделецот им е во приоритет и дека сакаат да му помогнат, а од друга страна сите мерки што ги предлагаат, гледаме дека само ги отежнуваат секојдневните земјоделски активности, односно го доведуваат во знак прашање земјоделското производство во Република Македонија. Јас ќе кажам, земјоделците се многу паметни луѓе. Во моментов се таа категорија која што е можеби најбитната категорија во Република Македонија, затоа што во вакви тешки услови во кои што се наоѓа светот, се луѓето кои што треба да произведат храна. Храна која што ќе ги задоволи и домашните производи, односно потреби, и нормално ќе има одредена продажба надвор од државата, што ќе значи дополнителен девизен прилив на самата држава. Со ваков однос кој што го има владата, се надевам дека тоа нема да се случи, затоа што едноставно земјоделците нема да сакаат да инвестираат во нова производна година, а тоа ќе значи, како што кажав, и намалување на површините за под земјоделско производство. Затоа користам и оваа прилика да апелирам уште еднашка на сериозност во пристапот кон оваа категорија на граѓани во Република Македонија, затоа што се многу битни покрај лекарите и припадниците на Министерството за внатрешни работи и на Министерството за одбрана, земјоделците се тие кои што ќе треба да произведат храна. Господине Тригуновски, вие алармиравте за неисплаќањето на субвенциите. Легнаа ли пари конечно на сметките на земјоделците? Нажалост, во изминатиот период исплата на субвенции не се врши, затоа што, како што можам да проценам дека финансиската состојба на буџетот е во многу лоша состојба. Пред 20 на дена требаше да се исплатат субвенциите кон 19.000 тутунари во Република Македонија. Нажалост, тие средства не легнаа. Она што во наредниот период ќе се случи, иако не убедува дека буџетот блеска во Република Македонија, дека ќе има пари за земјоделците, гледаме дека тоа во моментов не се случува. Тие пари земјоделците ги очекуваат, затоа што, како што претходно кажав, се многу битни во земјоделскиот процес. Тоа се пари кои што ќе треба да ги вложат во земјоделското производство. Јас постојано апелирав и секогаш кажувам дека први во редот на исплата на
паричните средства треба да бидат и земјоделците. Неколку пати спомнав, се наоѓаме во еден исклучително тежок период и треба со одредена финансиска помош, односно субвенција, да ги помогнеме земјоделците. Ако тоа не се случи, ќе имаме тешка производна година. Наредниот период ќе дојдат и другите култури кои што треба да се исплаќаат. Ако продолжиме со ваква динамика, едноставно земјоделците ќе бидат доведени до работна екзистенцијата, тоа ќе значи, како што кажав, и намалување на земјоделското производство. Каква година може да очекуваат земјоделците? Со оглед на тоа што сега живеат во некаква неизвестност, затоа што они своето производство се темпираат, голем дел зависи од исплаќањето на државните субвенции. Сега кога ги немаат тие пари, наеднаш математиката нив им се менува. Видете, земјоделците не живеат само овие неколку месеци во една тешка ситуација. Земјоделците живеат изминативе 3 години во тешка ситуација. Постојано апелирав на сериозност во пристапот, на правилни мерки, на стратегии и така натака. Меѓутоа ова што сега се случува само дополнително го отежна земјоделскиот процес. Предлагам да навистина со еден сериозен пристап им се помогне на овие луѓе, затоа што во Република Македонија и така беа селата испразнети заради лошите економски политики и лошиот однос на владата кон граѓаните на Република Македонија, така да во овој период и со овие ограничувања кои што ги имаме и со оваа ситуација во која што се наоѓаме, мислам дека ќе имаме тешка година во земјоделскиот сектор, ако во наредниот период не се посвети правилна грижа. Јас мислам дека и техничкиот премиер Оливер Спасовски и министерот Трајан Димковски ќе ги остават светите на страна, ќе седнеме на заедничка маса за да носиме заеднички и предлози и мерки и она што ќе значи сериозност во делот на пристап кон аграрниот сектор. Ако продолжат да работат во ваков затворен круг, нормално ќе биде и одговорноста во целост нивна. Меѓутоа, она што ако се продолжи со ваков еден однос кон земјоделците, ова ќе биде можеби една од потешките години во делот на земјоделскиот сектор. За крај, кои се ваши препораки за престојниот период? Мислам, као совет што би им порачали и на земјоделците и на обичните граѓани кои што нели мора да се прехранат и до земјоделците сакам да им препорачам да ги користат, односно да ги практикуваат сите препораки на Светската здравствена организација, да се заштитат при работата, затоа што тоа се категорија луѓе кои што ни се многу потребни во моментов и едноставно ќе треба да произведат храна која што ќе ја прехранат нацијата во нареднава година. Да продолжат да ги обуват своите земјоделски активности во ваквите тешки ситуации, затоа што сите очи се вперени во нив и едноставно државата ќе треба да се подпре на нивната работа. Од друга страна, уште еднаш ќе апелирам, од другата страна па треба владата да малку им помогне во целиот процес. Се надам дека цела оваа ситуација ќе заврши многу скоро и ќе се вратиме полека во едно нормално функционирање во наредниот период.